Јас успеав да станам првенецна генерација, а еве кои млади истражувачи добија поддршка од фондот. Пловниот чистко активно ќе го собира отпадот од површината на водите басени, ќе овозможи намалување на отпадот и заштита на животната средина. Симон и пенгуин дрешимет климатike globalne mentorhirje lokale. Пчелини и ошчетондален шкатрини е планети топ. Нашиот предизвик гласи како од воздух да се добие кондензирана вода со помош на сончева енергија и соларни панели. Нашата цел е органскиот отпад да го претвориме во органско ѓубриво, да помалку отпад за компостирање. Како отпадот може да го претвориме во ресурс? Произведуваме органско ѓубриво, компост, биоразградив Përmes kontrollimit të parametrave fiziko-kimike të ujrave deri te mirëqenia e shtazëve. Kjo është qëllimi im. Нашиот тим ќе истражува каков е ефектот на киселиот дожд врз растот на растенијата. Ќе креираме специјална машина за селектирање на отпад. Ќе учиме да селектираме, рециклираме, но и чекулираме со добра музика. Со креативни решенија и детските умни глави сакаме да ја подигнеме свеста за значењето на колективното здравје. Со експериментален метод ќе оживееме реликт и жив фасил од растенијата рамонда, ендемичен вид во Велес. Заштита на загрозените и ендемични видови растенија е нашата цел. Ќе креираме памтна врата што штеди електрична енергија. Истражуваме водните системи и присуството на микроорганизми, за да испитаме како тие влијаат на подобрување на нашата животна средина. Напредна биологија за нашата екологија. Соларен прочистувач на воздух за почист воздух во нашите училници. Нашето здравје пред се. Во сезонни игри ќе работиме на развој на сетилата, особено кај децата со аутизам. Нашиот тим изработи прототип на уред за прочистување на воздухот во училници. И врз таа основа ќе изработиме дополнителни 10 прочистувачи, а ќе работиме и на надградба за дезинфекција. Црвената светлина овозможува најдобар раст на тревата, затоа што оваа боја има најголема бранова должина. Ја истражуваме врзаноста меѓу бојата на светлината и растот на растенијата. Ние ќе докажеме дека може да се добие биопластика од компирот строп. Трагаме по алтернативни извори на енергија. Ќе докажеме дека со чекорење може да се продуцира електрична енергија и тоа на специјална патека изработена со пиезоелектрични кристали. Дали може органскиот отпад да се искористи за изработка на средства за чистење кои не се штетни? Не го фрлај твојот отпад. Старите чишња ќе ги рециклираме и ќе подобриме почвата. Придонесуваме за почиста животна средина. Правилно ќе ги искористиме природните ресурси за електрични напојувања без да предизвикаме аерозагадување. Не за студените раце во текот на зимскиот период. Ќе создадеме пријатно чувство на сите оние кои што спортуваат и работат во текот на зимата. Спортувањето е добро за здравјето, но важно и безбедност. Нашиот електричен елек ќе ги заштити велосипедистите, планинарите и сите други рекреативци. Вичезнатите лица се голема траума за сите семејства. Вичната капа ќе помогне да ги заштитиме пред се децата, болните, старите лица и нашите миленичени. Се грижиме за животната средина и растенијата и затоа ги одредуваме без хемиски средства и вештачки ѓубриви. Во овој проект од училиштето Корен Неделковски со замисла интересна, нашата цел е едноставна и лесна. Соларниот сончоглед сончевите зраци ги следи, затоа енергија да обезбеди. Момите веќе не наплачат и помага да пиеме дистилирана питка вода. Ќе споделиме нови знаења и вештини до унапреден образовен процес за сите ученици. Нашиот предизвик беше учење со задоволство.
го најдовме клучот. И лицата со посебни потреби имаат право на непречено движење. Нашата креативност ќе помогне да бидеме сите еднакви. Големиме зеленилото и ќе го намалиме загадувањето на воздухот. Сакаме почист воздух за сите. Ние ја упатуваме пораката со паметна употреба на сончевата енергија, паметно ќе го подобриме сушењето на билки. Воздухот е бесен за нашето здравје, мовата е пријател на нашите училишта. Меѓусебно ги споделуваме знаењата и вештините за подобрение на сите генерации. Ја штитиме почвата и се грижиме за екосистемот. Од билките правиме добри градинарски соседи. Побрзо печатиме, побрзо рециклираме. Со 3D ќе ги спечатиме нашите идеи. Ги спојуваме сонцето и растенијата, за да ја помогнеме на екологијата. Нашиот креативен тим има нов начин за фри енерджи ламби со кои ќе осветливаме повеќе домови.